Здраво на сите, добро вечер веќе, мислам дека е сега. Јас сум Гордана Мишевска, доаѓам основач сум на едукативниот центар за компјутерско образование за деца EduFront, кој што го организира овој вебинар. Значи, ние така неформално преку еден разговор со Бојана дојдовме до една идеја да го направиме овој вебинар. Едноставно да може да ги споделиме нашите искуства од професионална пракса, од личниот живот како родители, како едукатори и на некој начин од сето тоа споделување да произлезат некои совети за родителите, за едукаторите, како полесно да се снајдеме во онлайн едукацијата. Ете, Бојана, кратко да ни се представи, оставам и на неа. Јас сум Бојана Стојминовиќ, психолог, семејни системски советник, плей терапевт. Она кое што го работам изминатите години е генерално работам на различни теми од областа на психологијата со цел будење и креирање на свеста за менталното здравје и колку е важно да ние истото го негуваме и го одржуваме. Така да во интерес на тоа, сега можеби поради пандемијата стопирам, организирам генерално едукативни работилници и настани. Тоа е она кое што не знам, е носечка можеби активност која што ме исполнува, освен нели советувањето со клиентите кое што секојдневно го работам. И многу ми е драго што денеска зборуваме на оваа тема, затоа што ако навистина постои загриженост и интерес од страна на родителите поради која што ме контактираат овој период, а тоа е поради токму оваа причина онлайн образование, онлайн едукација, како да се организираме дома, како детето да го организираме, загрижени околу неговата мотивација, фокус, дали истиот ќе биде постигнувањата, дали да се важат или да не се важат и така натаму, така да има доста стравови, доста прашалници кај родителите, така да убаво е да и денеска им понудиме една убава дискусија каде што ќе можат да се ги пронедат своите одговори. Да, така, Бојана. Јас само да кажам кратко зашто јас може доста ќе зборувам за она што ние го работиме во нашиот едукативен центар и во моментов работиме со уписи за обуките кои што ги имаме за деца од 8 до 14 години, конкретно за обуката програмирам во Scratch, која што е наменета за деца од 8 до 11 години. И затоа сакав тука, зашто мислам дека има тука доста родители кои што можеби ќе бидат заинтересирани за упис на нивните деца. И затоа да кажам, ете тука во самиот чет има една форма која што може да ја пополните доколку сте заинтересирани да го запишете вашето дете и на тој начин може на крајот од вебинарот по случаен избор ние ќе доделиме 4 ваучери од по 2000 денари за овие уписи. Јас тука само сакав да се надоврзам како ние, како едукативен центар, нели, се снајдовме, се прилагодивме во ова време. Зашто ние јасно работевме настава во компјутерска училница, работевме со деца од 8 до 12 години и се беше во ред додека не настана, нели, оваа ситуација која го зафати Македонија, зафати цел свет. И едноставно кога дојде тој период кога веќе свативме дека нема да може да се продолжи со настава во училница, како некое логичко решение ни дојде веднаш да се префрлиме на онлайн настава. Сега тоа прилагодување морам да кажам дека не беше само наша страна, зашто не бевме засегнати ние. Тука беа засегнати учениците, тука беа засегнати и родителите. Зашто во тоа време, пак март месец, се уште и самите родители и децата нема некое искуство од спроведување на онлайн настава. И меѓутоа, тука мора да потенцирам дека мислам дека многу ни беше важна и поддршката од самите родители да прифатат дека ќе продолжи нивното дете со онлайн едукација. Тие јасно тука ни помогна
со Zoom инсталирање дома, па им спративме некои инструкции, меѓутоа сепак доста и беше од нив тука поддршката и јасно како најголем поттик ни беше самата желба на нашите ученици да продолжат со изучувањето на обуката независно од самите услови. Така да тие ученици кои што ги затекна ова состојба успешно ја завршија својата обука минатата учебна година и голем дел од нив веќе од сега од септември се пријавуваат и за понатамошните обуки. Мислам, мене тука ми е многу важно да кажам дека за сите овие нови состојби некако ни треба прилагодување, промени кои што сакаме да ги прифатиме, меѓутоа за брзо време еве се навикнуваме на нив и не знам, тука Бајана, што мислиш ти, до кој до возрастните или до децата е прилагодувањето потешко? Мислам дека не е до тоа кого му е потешко, туку не треба да заборавиме дека сите се прилагодуваме на нешто кое што не засега сите. Така да оваа пандемија не значи дека само возрастните ќе менуваат начин како функционираат, како работат од дома или работат во канцеларија. Не значи дека само децата ќе менуваат и децата ќе имаат онлайн настава, родителите нема да почувствуваат било каква промена. И тоа не значи дека генерално општествена промена некаква не се случува. Генерално сите сме затекнати во одреден вид на промена и сите се адаптираме. Никој не знае како сето тоа ќе изгледа, затоа што ние не сме се нашле претходно во ваква една ситуација. Јас памтам на почетокот на пандемијата, кога сите ги префрливме канцелариските столчиња од канцеларија во дневна или од канцеларија во спална, сите беа загрижени. Барем оние клиенти со кои што јас работев, најчесто беа загрижени околу својата мотивација, продуктивност, дали исто ќе биде, дали јас ќе успевам да ги постигнам истите резултати на работа, иако е работа од дома, па како да се организирам со сите обврски. Тоа беше навистина голем предизвик. Но од друга страна предизвик беше и за наставниците, затоа што требаше целата настава да ја префрлат онлайн, нешто кое што кај нас прво се нема практикувано. Мора да бидеме реални. Ние сакаме сега да најдеме виновни купарно и да фериме прст и да кажеме во него е вината, во општеството, во вирусот, во наставниците, во родителите, во децата. Идејата е дека тоа ќе биде само како една жешка топка која што ние ќе се ја префрлуваме од едни на други, нема да најдеме решение на тој начин. Затоа не треба да забораваме дека и наставниците беа затекнати во целата оваа ситуација, она кое што го кажа ти од аспект на едукатор. Ние одеднаш моравме се да префрлиме онлайн и не знаевме како сето тоа ќе изгледа, но еве имавте успешна приказна. Сега да, има и неуспешни приказни. Неминовно е, можеби некој ќе се надоврзи и ќе сподели нешто такво. Но тука влегуваат многу повеќе фактори. Фактори колку групата била успешна и претходно, колку едукаторите успеваат да се посветат да го одржат материјалот онлайн, колку самите деца и колку родителите ги стимулираат оние деца кои што го продолжуваат истото онлайн. Така да многу повеќе фактори влегуваат во игра, не само на кое што ние вака на виделина само знаеме да го видиме и да си донесеме заклучок. Така да од аспект на промена сите ние сме во еден вид на промена моментално и сите ние се адаптираме. И тоа не треба да си го заборавиме. Можеби на некого ќе му треба повеќе време, на некого ќе му треба помалку време, но убаво е да бидеме малку емпатични, да покажеме разбирање. Ако бидеме реални и едукаторите и наставниците, ева ако тргнеме во училиштата, не се сите спремни технички да одржуваат онлайн настава. Тоа е голем проблем, особено оние повозрастни генерации. И сега идејата е можеме ние да бидеме, како што кажувам јас, хејтерски настроени и да почнеме да ги хејтаме наставниците зашто до сега не вложиле во себе и зашто не учеле. Да, едноставно ситуацијата е таква каква што е и мора да ја прифатиме. Идејата е убаво да покажеме разбирање, па дали помладите наставници ќе бидат оние кои што ќе им помогнат на повозрастните, дали можеби учениците ќе бидат оние кои што ќе им помогнат на наставниците. Има начини како, само наместо да бидеме хејтерски настроени, убаво е да бидеме малку со повеќе емпатија кон сите. И родителите, и децата, и наставниците. Да, баш, ова супер идеја. Зошто, например, и учениците не би помогнале на наставниците? Зашто имаме ученици, сега повозрастни, да речам, повозрастни, сигурно средношколците, има голем дел од нив кои што се многу поспремни
технички со дигитални вештини да им помогнат на наставниците и може да се разгледува и од тој аспект. Да видиме кој на кого може да помогне и за да биде наставата во што може подобар ред и подобро да се изведува. Јас тука баш ова што го зборуваш колку сме спремни, јас свакако ќе размислам кога ние требаше да се префрлиме на онлайн настава. Мислам дека имавме среќа. Не среќа, туку едноставно тоа што сето она што дотогаш ние го работевме, всушност си беше во електронска форма. Сите материјали, сите, да речам, платформи на кои што работевме, сето тоа беше онлайн. Така да за нас беше доста полесно, да речам, да се префрлиме на онлайн едукација. Јасно дека тука мораше да се скратат некои активности кои што, да речам, се одвива физички во физичка училница со некои соработки меѓу децата, некои такви активности. Меѓутоа дури и за нив најдовме некои начини како да направиме соработка и онлайн меѓу децата за заеднички да работат на проекти и на слични задачи. Така да не знам, јас може така си сваќам дека лесно се прилагодивме или пак лесно си прифативме дека треба да направиме промена. Може и така да го разгледуваме од тој аспект. Да, во право си ова кое што го кажуваш, има навистина една многу подлабока вистина или суштина, би кажала. Не знам дали се прилагодивме или дали прифативме. Така да, прво за да ние се прилагодиме, ние прво мора да прифатиме дека се случува некоја промена, се додека ние се надеваме, ќе биде поразлично за некој месец, ние не се адаптираме затоа што ние очекуваме да се вратиме во на претходно ниво кое што ние сме функционирале. Може би и затоа до некаде доцни целата ова организација околу онлайн наставата. Сега не би да навлегувам јас во таа насока, да подобро мислам. Со оглед на денешните случувања, но од друга страна да, колку повеќе ние ја прифаќаме ситуацијата, многу е поверојатно дека ние ќе бараме здрави начини и механизми како ние да се прилагодиме и да се адаптираме за да ние функционираме оптимално во истата. Кога зборувам ние, зборувам сите ние, почнувајќи од возрастни, завршувајќи до деца, затоа што сите сме во иста каша, сите се наоѓаме во исто нешто. Затоа што мене ми беше многу интересно на почетокот кога сето ова почна. Многу ми беше интересно што не знам, имаше луѓе кои што очекуваа дека ова ќе заврши за месец-два, имаше луѓе кои што имаат црни сценарија и кажуваат до 10 години ова нема да заврши. И мене ми беше интересно како сите почнуваат да кројат некои своји очекувања. И тоа е нешто што е многу типично за нас, за луѓето, кога ние се наоѓаме во непозната ситуација, кога ние не знаеме што да очекуваме, особено кога ни е ново нешто. Ние сакаме да си најдеме приказна, сакаме да си направиме теорија која што за нас, народски кажано, ќе држи вода и нас на некој начин ќе не утеши. Така да, ако јас сакам да ова трае 10 години, затоа што веќе до некаде ја имам прифатано и се адаптирав вака да бидам полимитиран и исплашен, да, ќе имам приказна која што ова ќе трае 10 години. Ако јас имам проблем да ја прифатам пандемијата и имам проблем да поверувам дека таму некаде постои вирус кој што можеби ќе пренесе нешто, да, јас ќе верувам дека ова ќе заврши за 2 месеци или евентуално не ни постои никаков вирус. Така да тоа беа оние две екстреми и најверојатно уште постојат, но во целата ситуација не треба да заборавиме дека ова е вештачки нешто кое што се случува, затоа што ова не е нешто кое што е секојдневно. Ние не сме научени да правиме промени постојано, зборувам големи промени. Ние не сме научени да живееме во антиципирање, во страх, во неизвестност, во нешто во ситуации каде што животот нас не е загрозен. Така да оваа ситуација прво не е нормална. Не е нормална во смисла вештачка е. Така да не треба тоа да го заборавиме со идеја дека сето ова ќе се нормализира. Така да кога зборуваме во новото нормално, не зборуваме дека ова ќе стане нормалното, да ние носиме маски и да има онлайн настава, туку зборуваме дека новото нормално е оваа ситуација сега која што најверојатно ќе потрае одреден период, додека ние повторно не се вратиме во оној начин како што ние претходно функциониравме. Така да тоа е нешто кое што убаво е да го имаме сите на ум, дека го прифаќам ова сега што се случува, но не значи дека ќе трае до крајот на животот. Но
само уште ова да го кажам, некако ми доаѓа да се надоврзам, но на кое што интересно е што и колку и ние да не сакаме што сме сега повеќе онлайн, многу бизниси беа многу профитабилни со тоа што целата работа префрлија само онлайн. Со тоа што познавам и компании во Македонија кои што немаат веќе канцеларии, туку работат од дома вработените и продуктивноста и мотивацијата и фокусот им е се уште задржан. И баш памтам со менаџерот таа компанија зборува, ми кажува, па јас ова немаше мене да ми текне, дека јас практично трошам многу пари на простории, на останати работи и услуги, практично вака заштедев и можам да вработам повеќе луѓе затоа што луѓето испаднаа дека немаат потреба да бидат во канцеларија. Ние по потреба можеме и да отидеме на некое место и заедно да работиме. Еве само како еден пример, и возрастните можат да видат што е она од целата ситуација, може да си го извлечат за себе. Да, некои нови можности некому отвори. Исто и јас можам да споделам дека и нас како на едукативен центар ни се отвори една нова можност, што мене многу ми е кејф, што сега на пример не мора да се деца само од Скопје кои што може да ги посетуваат обуките, туку буквално имаме деца од цела Македонија. И мислам многу интересно е што еве едноставно ти се па може тоа ете натаму да премине и во тоа да ти да можеш да се запишеш на обука каде што сакаш во светот. Зашто едноставно ако е онлайн не ти представува далечината проблем. Апсолутно се согласувам, дури памтам имаше еден бран каде што и возрастните и децата се едуцираа во одреден момент. Мислам дека од април па натаму имаше некои 2 месеци каде што едукативно сите следевме конференции, семинари онлайн, завршувавме одреден вид на курсеви. И практично и ние онлайн се едуциравме, и ние бевме сведоци како ние се чувствуваме во онлайн едукација. Искрено за мене беше супер. Јас не почувствував разлика, мене искрено ми беше многу попрактично. И јас работам онлайн, работам со клиенти само онлайн периодов, од како почна целата пандемија, следам едукации исто така онлайн. Дали тоа прави да јас бидам цел ден на компјутер? Да, во моето работно време. Но дали јас имам избор да изберам дали по моето работно време и за време на пауза ќе седам пред компјутер? Апсолутно да, имам избор и тогаш станувам и не сум пред лаптоп, не сум пред компјутер. Така да, ако се надоврзаме на прашање кое што ни го постави, можеби пред да почнеме Андријана, загриженоста на родителите нели со онлайн едукација, мислам дека е многу голема во однос на тоа детето мое ќе биде пред компјутер цело време. Идејата е дека нема да биде цело време, затоа што наставата се посетува одреден период, домашното се пишува одреден период, доколку се посетува друга едукација, тоа е одреден тајминг, но не е секој ден. Да бидеме реални. Секој ден се нема толку голем обем на домашно, секој ден се нема, можеби се нема толку многу часови, секој ден не се следи дали е тоа можеби едукација во однос на програмирање, едукација во однос на некој странски јазик, тоа не е секој ден. Ние не го праќаме детето секој ден на англиски, го праќаме вторник и во четвртак, да бидеме реални, каде што седи на час по 1 час или час и половина или 40 минути, зависи од возраста. Но што ќе прави детето во слободно време? Што ќе прави детето во слободно време? Мислам дека тука има интервенција и самиот родител, да може би даде насока, да го насочи, да го стимулира и во други некои активности, дека не мора постојано да е само компјутерот извор и на забава и на едукација. Така, да, се согласувам тука апсолутно. Само да, бидејќи сме малце и кратки со време, да почнеме со одговарање на прашањата. Веќе гледаме дека има и за чат прашања. Да, може. Имавме ние неколку спремни од претходниот анкетен прашалник, така што првото прашање за денешната дискусија, иако доста одговоривме до сега, е кои се основните компјутерски вештини кои треба да ги научат децата според вас? Основни компјутерски вештини, кога се мисли на компјутерски вештини, јас мислам она што е најзначајно и што видовме дека навистина ни треба, барем кога зборуваме за школски деца, е да знаат како да работат со компјутер, со лаптоп. Јас тука би посочила еден проблем што го имаме и јас како родител, мислам, признавам, не зборувам дека јас сум тука
безгрешна, што на децата додека се помали, пред да одат на училиште им даваме да се играат, да се занимаваат на мобилен, на лаптоп, ајде нешто и нели тие со тачпад не фаќаат нешто, играат и едноставно понатаму и ако сметаат дека сите такви технологии се наменети за игра, за некоја забава. Може треба тоа малку да го размислиме кога им ги даваме таквите апарати, тоа да биде веќе од возраст кога веќе разбираат повеќе и да им кажеме што е намената. Може да им даваме некои едукативни апликации, да им пуштаме заедно нешто да учиме, да гледаме и така натака. Тоа зборувам за претшколска возраст. А веќе кога децата ќе започнат да одат на училиште, кога ќе се описменат, според мене многу е важно родителот или пак ако може тој и наставникот да го направи, да ги запознае децата со компјутер, лаптоп, значи апарат кој што има глувче, кој што има тастатура, да научи детето да го приклучи, да го исклучи компјутерот, да некои апликации да приклучи, да знае да управува со глувчето, да работи со тастатурата. Тука може ќе изгледа смешно, ама важно е децата и хигиена некоја да знаат околу одржување на тие апарати. Значи дека треба со чисти раце, да не се влажни, да не се јади околу него, да се пие. Не знам што друго тука. Исто така би било важно да знаат децата веќе кога ќе почнат, нели, знам дека им дава и претходно наставничките, веќе четврто деление, петто, да прават нешто, да пребаруваат на интернет. Тука важно е родителот да седне заедно со детето, да му покаже кои страници треба да ги пребарува. Мислам да му даде некои насоки во однос на тоа интернет пребарување. Важна вештина, уште кога се детска возраст е може би мејл да знаат, со мејл да работат. Мислам дека е поважно мејл да имаат децата, одошто некој профил на социјални мрежи. Зашто мејлот може да им послужи, нели, за комуникација со деца, со наставници, сега, нели, пуштање домашно, враќање домашно, како што беше минатата учебна година. А од друга страна, па родителот може, нели, мејлот да го поврзи со свој мејл или да го гледа мејлот на детето, да види какви пораки пристигнуваат. Ке има повеќе контрола на тоа, дошто над некоја социјална мрежа. И јас и како доста важна вештина би спомнала и учење на кодирање, на програмирање. Зашто со учењето на програмирање децата едноставно разбираат како работи технологијата, и на некој начин многу повеќе се насочуваат кон тоа да бидат креатори со користење на овие технологии, одошто конзумери. Зашто, нели, најчесто тоа времето што го поминуваат децата на компјутерите, кога ќе речеме премногу седи на лаптоп, на таблет, веројатно мислиме ние на времето кога гледа видеа, игра некои игри, и тоа го викаме време кога конзумира нешто, не само прима нешто, а не се обидува да направи нешто. Така да тука кодирањето би дошло како некој начин да научи да направи некој проект, апликација, да направи, мислам, тоа ние веќе го работиме во Scratch, учат што значи програмерска наредба, низел наредби, па учат како да прават анимации, приказни и на тој начин разбираат како компјутерот работи, како работат апликациите. Исто така и на тој начин ние им даваме некоја основа за понатаму всушност учат тие еден нов јазик. Значи, зашто реално програмерскиот јазик е јазик за комуникација. А секој јазик знаеме дека многу полесно децата го учат додека се деца. Многу потешко возрастен ако седни да учи некој програмерски јазик, а децата ќе им биде многу полесно помала возраст ако започнат. Мислам, вака тоа би било во глобала некои основни дигитални вештини, некои основи на дигитална писменост, што децата уште од првите оделенија, па ако не од прво, тогаш од второ, трето оделение може да почнат да се воведуваат во нивно изучување.
Сакам да те надополнам за нешто, кога зборуваше за како наставниците треба да насочат нели да децата ги користат и компјутерите и правилно и одржување и хигиена, нели? Јас памтам дека кога бев можеби 4-та година или 3-та година средно, во нашето училиште првпат донесоа компјутери, какви такви, битно ги донесоа, имаше некоја донација, памтам, но тие компјутери не смеа да се вклучуваат, не смеа да се допираат. И едноставно за кое што служе е да се вадат копчињата од тастатурите, мислам навистина беа уништени за многу краток временски период. Зашто? Затоа што не беа средство за едукација, беа средство кое што седи и пречи во наставата, затоа што не можеш убаво да го гледаш наставникот. Имаш пред тебе монитор и беше одлично средство како се препишува. Јас така ги памтам компјутерите во моето средно, во мое време. Ние никогаш не добивме од наставниците да речеме настава каде што не знам, ќе има можеби презентација каде што ние ќе ја следиме и на нашите на нашите монитори или можеби нешто да ни пушти да ни покаже. Не, такво нешто не се случи. Само седеа и беа така фиксирани на масите. Мене многу ми се допадна ова што го кажа, ние ги учиме децата да бидат конзумери, а треба да почнеме да ги учиме како да создаваат нешто, да бидат креатори. Можам да се надоврзам за ова, затоа што кога се спомнува онлайн настава, кога се спомнува технологија, многу родители имаат аверзија, имаат негативен став спрема самата технологија, што е многу парадоксално, затоа што самите тие се конзумери, не се креатори. Ретко кој возрастен е креатор во однос на зависи од професијата тука. Да, зависи од професијата. Идејата е дека уште кога децата се мали, што правиме ние, сите, свесно или несвесно, што правиме? Бараме најлесен начин како на детето да му дадеме занимација, да го гледаме детето наше среќно, така. И ние се радуваме кога детето ќе отклучи телефон, кога ќе почне да го држи, кога ќе седне самото на тастатура да нешто си прави со рачињата, па кога ќе каже ова е лаптоп, ова е телефон, па ќе се преправа дека работи. Ние практично детето не го учиме дека ова е средство за комуникација, средство за едукација. Ние го учиме детето дека ова е играчка. Од аспект на дете, мобилен телефон, смартфон, таблет, компјутер е ултимейт интересна играчка и практично е многу тешко после за родителите да најдат замена на таа најинтересна играчка. Затоа што како што детето ќе расте, така ќе открива нови работи што ќе може да ги учи на самиот компјутер и на телефон. Ако е можело до пред неколку месеци да отклучи, сега ќе може да си, не знам, да стисне на YouTube и еднаш да свири нешто. Ако тоа го може да го најде само да свири било што, можеби за пола година ќе научи само да стисне нешто, ќе препознае некоја песна можеби омилена која што ќе му се понуди. Практично детето почнува да наоѓа забава и да тоа му биде добра играчка како што расте. И сега проблем настанува кога нели многу пати родители знаат да кажат детето моје зависно од технологија. Колку години има детето и сега има еден случај каде што мајката вика 20 месеци. Дете од 20 месеци, доенче од 20 месеци не може да биде зависно од технологија. Родителот е оној кој што секогаш треба да има контрола во кои случаеви тоа го дава. Но тоа не значи дека детето употребува технологија. Детето си игра со технологијата. А ние овде денес зборуваме за употреба на технологијата која што на детето во иднина ќе му донесе нешто, каде што детето станува креатор. Детето учи и детето добива нешто. Знаеш, така да тоа е еден парадокс кој што многу родители некако него се губат во него, како во еден круг и само лесно е да се каже негативен став, технологијата е лоша или онлайн образование лошо ќе биде, а немаат реална основа зашто е тоа лошо. Генерално негативниот став и искуство од годините наназад, затоа што оваа генерација сега која што следи онлайн настава е генерација која што е порасната со технологија. Ако јас мојот телефон го добив во 8 деление, деца во прво деление тргнуваат со мобилни телефони, подобри од мојот сега што го имам, да бидеме реални, и веќе знаат да раководат и да го манипулираат. Така да идејата е дека ние веќе имаме една генерација која што е порасната со оваа играчка и не е нешто кое што е непознато, но она задача која што имаат родителите е да го разграничат тој момент кога е играчка, а кога е средство за едукација и за комуникација. И тоа е задача само на родителите, не е задача само на наставниците. Туку е некаде заедничка и поделена одговорност. Особено за нешто кое што се случува дома, е дефинитивно само на родителите. Кога го зачнавме веќе ова, ме интересира
став, да, го почнавте, вашиот став на која возраст детето треба за прв пат да се запознае, да користи, значи, смартфон, таблет, компјутер, според вас? Мислам дека нешто испомнавме. Баш и Бојана спомна, зашто ако му дадеш на мало дете кое тоа го гледа како играчка, веројатно тука сега треба детето да разбираш прво како предмет што представува тоа, докај 3 години Бојана мислам дека не ни треба да се дава, колку што јас од психологијата разбирам. Ама веројатно не е проблем тоа кога ќе му се даде на детето, туку со која намена и како ќе му се поведе. Повеќе мислам дека тој момент е позначаен тука. Да, апсолутно, да, во право си, затоа што не е страшно ако на дете, да речеме, пример, јас моментално во телефонот имам апликација за заспивање на бебиња, затоа што има многу убави мелодии кои што јас лично си ги пуштам и полесно заспевам во периоди кога имам проблем со сонот, да речеме звук на паѓање на дожд, звук на шума, на бранови. И тоа е апликација која што може да буквално трае со сати, да истиот звук се слуша и тебе ти помага да ти заспиеш. Идејата е дека не е страшно да ние на детето му пуштиме, и има такви многу апликации, да му пуштиме музика. Не е страшно ако на детето ние му дадеме 20 на минути 15, на 2 години да изгледа одреден цртан. Или не е страшно ако ние го ставиме пред телевизор, пред било каков екран. Без разлика. Страшно е ако постојано телефонот или екранот е средство за манипулација со детето. Да речеме, сакаме детето да го пресоблечеме, држи мама, јас тебе ќе те пресоблечам. Сакаме детето да јаде, сега ќе ти пуштам Пепа прасе, ти јади. Сакаме детето да не плаче, сега ќе ти дадам, па ти избери што сакаш и држи го тоа во раце и прави што сакаш со телефонот или со таблетот. Тоа е веќе оној погрешен пристап каде што би рекла подобро не му давај на детето било што е поврзано со технологија. Убаво е да се дава дозирано и да ние бидеме како возрастни малку повеќе свесни во однос на тоа колку детето може да препознае што е она кое што му се дава и да биде тоа во наша цел. Да речеме, ако забележиме дека детето се мачи, има потешкоти да заспие, може да пуштиме некоја приспевна песна која што ќе оди во позадина или некоја мелодија и да на тој начин ние употребиме технологијата. Или ако детето, да, сите деца сакаат да гледаат цртани и ние сме гледале цртани, да бидеме реални, ако не сме биле пред компјутер, сме биле пред телевизор. Така да не е страшно да ние му пуштиме на детето цртани. Идејата е колку често тоа го правиме. И дали е тоа единствена занимација која што ние можеме да му ја понудиме на детето за да детето има забава во тој момент. Така да не е страшно да ние користиме технологија додека ние го одгледуваме детето. Страшно е за која намена ќе биде таа технологија употребена. Така да, јас би рекла нема граница, затоа што не можеме да сокриеме нешто на кое што ние сме изложени. Тоа е исто како да детето на 3 години ни каже пушти ми цртани, ти му викаш не може телефон, а ти како родител седиш на телефон и скролаш во тој момент и се смееш. Во очите на 3 годишно дете ти него го лажеш, затоа што ти имаш забава, затоа што се смееш таму и држиш нешто, сакам и јас тоа да го имам и многу е веројатно дека ќе имаш тантрум набрзо во однос на сакање да се добие мобилниот уред. Така да, ако не можеме да кажеме точна возраст на кога детето прв пат треба да се запознае, убаво е да се дозира сето тоа, да има одредена намена и да детето полека ги учи функциите, да не го оставиме самото, да речеме еве телефон и држи го, туку ајде да ти покажам како да вртиш на телефонот. Па да речеме со тачот, ајде да ти покажам како да црташ, па да со прстето нешто црта можеби. Така да само е една идеја како сето тоа може да изгледа. Како што ќе расте детето, ќе ги следиме неговите способности, па можеби нови функции ќе му покажеме. Така да од аспект на денешен аспект, многу родители викаат моето дете нема да се снајде со компјутер. Јас не сум толку сигурна. Мислам дека голем дел од децата ќе се снајдат со компјутер со следење на онлайн настава, затоа што веќе компјутерот не им е непознато средство. Веќе им е познато. Така да англискиот јазик веќе децата од мали нозе некако знам дека го владеат, барем имам таков впечаток. Така да мислам дека не е толку страшно за децата колку што е страшно за родителите, во очите на родителите, она што денес се случува. Во однос на ова, имаме прашање од Султанка, што и ни беше спремна, а мислам дека на сите ќе им значи. Како да се осамостои дете од прво или второ оделение да следи онлайн настава и да се охрабри да не зависи од родителите?
Кој е вашиот совет? Па прво прашањето е колку детето е веќе самостојно во другите активности. Ако имаме дете кое што е научено да постојано биде да има бекап од родителите, многу пати кажувам, да речеме не можам да се облечам, ајде мама облечи ме ти. Ако имаме дете кое што сака да земе нешто и ќе каже мама ајде дојди ти земи го, па дади ми го. Ако имаме дете кое што во повеќе сегменти од животот не е веќе самостојно, можеби ќе има потешкоти да стане самостојно и во однос на следење на онлайн настава. Јас би рекла, ова чисто е како трик еден за родителите, кога детето ќе направи нешто само, вие паднете од стол ако треба, воодушевете се, леле, браво, успеа да го направиш тоа сам се облече, сам го облече тоа, браво, па бидете воодушевени, направете, не знам, high five или, не знам, поздравете го некако сето тоа, па дури, не знам, ајде сега да се почастиме, браво, успеа сами, повторувајте го тоа, за да детето добие на самодоверба, за да се осети сигурно. Или да речеме, ако детето ве бара вас, вие можете да предложите, да пробаш ти, и направете го тоа игриво, не правете го строго, да речеме, не, ти мораш тоа, ти мора да се научиш, веќе си голем или голема. Туку, обидете се, например, да вие го охрабрите, ајде пробај, ајде малку ти, малку јас, ајде пола-пола. Ке почне да се ослободува детето и што и да направи, макар и да е нешто погрешно, да речеме погрешно ги облекува панталоните на опачки, супер, охрабрете дека облекол панталони. Ама како вака сега видим некако на опачки ми се, сакаш вака да ги носиш или сакаш да ги соблечеме па пак да ги облечеме, пример. Па понудете друга опција. Така да ова го кажувам затоа што јас барем на прашање во позадина кое што исто така го гледам е дека ако сакаме дете да ни биде самостојно, убаво е да бидеме реални со нашите очекувања и да бидеме реални колку нашето дете е веќе самостојно во други сегменти од животот. Ако детето веќе е научено да биде самостојно, можеби за онлайн наставата нема да му биде толку голема потребна помош од вас како родители, колку што вие сметате дека ќе му биде. И убаво е да вие тоа го дозирате. Да вие можеби првите денови бидете присутни, да можеби го оставате, да речеме ќе оди мама да земе кафе или ќе оди мама да земе сок, ти биди тука, ќе дојдам. Или може само да се тргнете, кога детето ќе добие внимание, кога веќе ќе биде фокусирано, само повлечете се, не се приклучувајте, не бидете веднаш седнати до него. Како што детето ќе се навикнува, како што детето ќе се чувствува покомотно и нема да му биде чудна таа интеракција, тогаш вие ќе имате простор да малку се оддалечите и да малку го препуштите него. И секогаш на крајот од таа онлайн настава охрабрете го. Колку успешно, колку мирен бил, колку следал, колку бил фокусиран, јас зборувам во машки род, не знам зошто. Не ме замерувајте да колку следал, колку бил фокусиран, колку бил добар и послушен, да речеме, колку ти се допаднало тоа што наставничката тоа го предавала и така натаму, така да секогаш по онлайн наставата разговарајте за она кое што се случило и охрабрете го дека нареден пат исто така може да биде добар. На тој начин децата полека ќе се чувствуваат посигурни, да вие немате толку голема, да немаат толку голема потреба од вас. Но сепак не треба да заборавиме дека ова е прваче или втораче, каде што многу е веројатно дека ќе има мали збунки, ќе има мали работи или многу работи, можеби во некои моменти каде што вие ќе бидете потребни. Тогаш не е во прашање самостојност на детето, во прашање можеби и капацитет да се разберат работите, затоа што и на училиште, барем јас памтам со мали деца кога работам, имаат потреба да некогаш повеќе работи им се објаснат. Па прашање е кога е тоа онлайн како ќе биде изведено, така да убаво е да прво видиме како е сето тоа смислено и каде ќе биде потребата на родителот во тие моменти кога на детето ќе му треба уште дополнително мало објаснување. Јас мислам тука Бојана исцрпно многу добри совети даде, дури јас вака нешто си примам. Сигурно моите се поголеми деца, ама во некоја ситуација сигурно ќе ги применам. Инаку се согласувам дека ние во секој случај мора да бидеме трпеливи со децата. Тоа е многу важно за родителите, дека ни треба трпение. И мора да сватиме дека и на децава некогаш им е потребно повеќе време, дека тие не разбираат толку брзо како нас некои работи. Ама, како што кажа Бојана на почеток, да, со наша помош, да им покажеме што им треба, па полека ќе ги оставаме, ќе се тргаме настрана, ако повторно почувствуваме потреба дека им треба помош, ќе се приклучиме. И така, јас тука можам да споделам од нашите обуки што ги имавме, зашто и ние во текот на летото имавме една обука за скреч и тука ни се приклучија
некои помали дечиња, 7-8 години, значи зборувам прво или второ оделение, така да нив, да, на почеток им беше, се почувствуваше дека се плашат, па тука седеа до нив родителите, па тие нешто им помага, ама за кратко време веќе им викаја, добра, ајде излези ти од собата, ние ќе продолжиме сами и оставиме тука. Значи да, им требаше некоја поддршка и од дома. Ние се обидувавме на секој начин, ама додека можеби им требаше и некоја доверба да стекнат во наставникот, и тоа е тука важно кај деца прво второ оделение да се поврзат со наставникот и понатаму мислам дека се ќе биде во ред. Имаме некој друго прашање? Да, имаме уште прашање. Следното прашање е исто од Султанка, може да го поставиме. Вика како да им се објасни на професорите да користат KidsTube наместо YouTube. Линкови да праќаат преку KidsTube. Како да се одвикнат? Тоа е прашањето. Како според вас некој принцип на одвикнување поставувам? Султанка, слободно надополни ако... Ова се однесува на наставниците? Веројатно, да. Да. Најверојатно, ако им биде дадена одредена форма за работа со одредени принципи, ќе мора да го практикуваат истото. Ако не е тоа обезбедено да тоа биде на тој начин или да нема принцип или не знам, не би кажала закон, тогаш не гледам потреба. Тоа најверојатно ќе биде произволно и на своја волја. Како јас така мислам, зашто во основа наставниците нели имаат планирање на часовите, подготовки, имаат од прилика материјали што ги користат, пуштање линкови од YouTube. Пак да речам, тоа е до некој избор индивидуален на наставникот. И колку наставникот е запознаен со сето тоа? Реално. Да. И сега има едно прашање, претпоставам дека е од родител, повеќе и став. Зарем не мислите дека децата премногу време поминуваат на компјутер и телефон? Делумно го одговоривме, мислам дека. Да, јас така мислам, да, нешто зачнавме баш. Релативно, да, премногу време поминуваат. Значи, важно е тука што прават на компјутер, што прават на телефон и зошто ние мислиме дека е многу време, како што кажа Бојана. Значи, да, тие имаме некој определено време кога треба да бидат на час, кога се следи настава, ќе има, можеби ќе треба повозрастниве деца да пишуваат и некој домашно на компјутер, си претпоставувам сега според овие новите планирања, но ќе одат можеби и на некои обуки, јазик, но тоа е еднаш-два пати неделно, и на програмирање, кај нас, например, нашите обуки се само еднаш неделно, со тоа што да не му дојде оптоварување на детето и сосема доволно е, мислам, како за дополнителна послеучилишна активност. Премногу време, не знам, треба да се размисли колку е тоа време и некако да се, ако сметате дека е премногу време, значи треба да најдете некој начин другото време да им го исполните со некои други активности кои што не се на компјутер. Знаеш како, кога имаме дете кое што е предшколско, а и дете кое што е мало, сега би кажала малолетно дете, ама малолетно дете и деца кои што имаат нели 17 години, но деца од 13 години до 17-18 не можеме толку многу ние да вршиме контрола кон тоа како тие го поминуваат слободното време, можеме само да дадеме сугестија, но ако ние сакаме да правиме контрола, тогаш ние влегуваме на фронт борбен со дете, затоа што тоа дете веќе адолесцент или предадолесцент и јас подобро не би одела во таа насока, но кога имаме дете кое што е 7, 8 години, 4 години, 5, 10, да речеме, идејата е дека, да, децата поминуваат многу голем дел од своето слободно време или дел од времето во текот на еден ден на Facebook или на социјални мрежи, на телефон или ќе кажам на телефон и на компјутер. Но идејата е, прашањето е кој му го купува тој уред, кој го контролира тој уред, кој му го дава тој уред на тоа дете.
Или каде е родителот кога гледа дека детето е цел ден на компјутер? Затоа што идејата е дека родителите стануваат, ова е многу реално и ова е нешто од пракса кое што го зборувам и вака звучи многу темно, но идејата е дека родителите не се загрижени кога се е окей. Родителите се загрижени кога имаме проблем, да речеме детето не учи затоа што цело време гейма, игра игрици навечер, па не може да стане на училиште или нема фокус на редниот ден затоа што е уморно и така натаму. Или да речеме родител е загрижен кога дете не може да воспостави комуникација со врсници, но може да ја направи само онлайн. Родители се загрижени кога дете нема друга занимација, не сака спорт, не сака да се дружи затоа што сето тоа може да го прави на компјутер, може тука да игра фудбал, не мора да оди надвор да игра фудбал, може тука да се зборува на Вибер, не мора да оди надвор. Идејата е дека тогаш се родителите загрижени, не се загрижени кога детето е во ред. Да речеме кога детето молчи затоа што после работа тие се уморни, а детето е на телефон и во тој момент си купуваат мир и малку тишина сите, нели? Ова вака испаѓа дека ги ставам сите во еден кош, ја немам таа намера, но само давам една ситуација што е многу честа според мене, затоа што ова е многу голем проблем. И тука, да, дефинитивно најголема одговорност имаат родителите, немаат детето. Затоа што ова не е во прашање топка која што ние ќе подаваме на детето, жешка топка, затоа што не може родител да пренесе одговорност на дете. Во случај детето поминува многу време. Родителот е одговорен колку време поминува детето со технологија. И одговорена е како дошло до сето тоа и што можам јас да направам за да моето дете се заинтересира, можеби да времето го помине на друг начин. Така да, како што кажа ти, наставата не е цел ден и да треба да се пишуваат домашни, најверојатно нема да се пишуваат во еден текст кој детето ќе може да стане, ќе може да излезе, ќе може да прочита, ќе може да помогне во домашни активности, да малку физички се активира, ќе може да отиде на спорт, ќе може да отиде можеби да се истрча, да вози велосипед. Сето тоа е задача можеби на родителите како сето тоа ќе му помогнат на детето да го организира своето време и активностите, затоа што децата се хаотични. Кога имаат нешто интересно, за нив е тоа интересно и може да игра 2 часа и да не им биде досадно. Зашто? Затоа што перцепцијата за време се уште не е развиена и чувството дека јас можам да го организирам времето малку подоцна доаѓа. Така да ако оставиме дете да игра и да му кажеме во 5 си на тренинг, многу е лесно да погледне во часовникот и да види дека е 15 за 6 и да свати дека веќе задоцнил на тренинг затоа што веќе времето брзо поминало. Така да во овој случај родителите треба да му помогнат на детето како да го организира своето време. И училишно време и слободно време. Така да не би одела да има забрани, не сме телефон, туку идејата е да се има одреден баланс. Па да, јас тука ете како лично искуство, како родител да споделам. Треба да направиме нека организација на време и да кога се веќе поголеми децата не е тоа како наредба, како некој договор повеќе би бил, јас мислам. Дека се договараме, значи ти имаш од тогаш до тогаш, нели, настава, дека ти треба толку време за домашни работи и сега детето нели реагира, па јас сакам да играм на компјутер, добро, му даваш одредено време од толку до толку. И мислам дека тука исто тоа што викаш, да се одлучиме која активност сакаш дополнителна, сакаш на фудбал, сакаш на извидници, не знам, да си покаже тука интерес, обавезно да се вклучи некоја таква активност. И јас би рекла дека ние како родители се може малку ти што викаш тоа како забрана звучи, ама јас искрено би го, мислам и тоа го правам, еве си признавам јавно, ограничувам интернет, до колку сат има интернет, после тоа нема. Тоа се прави онлайн, некако се ограничува парентал контрол и после тоа нема интернет. Па после тоа што и ќе прави? Мислам за да може нели она некој ред да се воведе во спиење, во востанување на време, сега кога ќе се започне нели на училиште, па ќе мора да се станува независно дали е онлайн или во училница, нели си имаат тие некој распоред децата кога треба да се станува порано. Може не толку како што било кога се одела на училиште, ама пак од 8 часот знам дека имаат предавање. Мислам јас ова како родител го пренесувам како искуство со сите. Да, ова е супер искуство и убав начин кој што сте го вовеле во ваше родителство,
Затоа што, знаеш, јас би дала и насока да говорите се меѓу себе родителите што е важно, кои вредности сакате или кои навики сакате на детето да му ги всадите. Ако сакате да детето има навика да легнува, да спие во одредено време, да се буди во одредено време, да знае кога е време ручек, да знае кога е време за игра, кога е време за домашно, зошто е важно да ние пишуваме домашно, зошто е важно да ние учиме и да се негува таа љубов кон учењето и книгите и генерално кон едукацијата, тогаш веќе многу поверојатно дека ќе имаме помал проблем. Доколку ние го оставаме детето своеволно да избира постојано активност, и детето никогаш нема да седне да учи, никогаш нема да седне да пишува, затоа што вредноста не му е пренесена. Доколку нас не гледа со телефоните во раце, да идејата е дека ќе имитира, ќе сака да биде како нас. Така да убава насока е ова која што вие сте ја избрале. Мислам, мене ми се допаѓа искрено да се има лимитиран пристап до интернет за одредено време и после тоа одредено време да децата се одлучуваат како ќе го поминат времето, остатокот од времето, тоа е одличен начин. Браво. Имаме едно прашање, како да се открие кој програмски јазик најмногу му лежи на самото дете од аспект на едукатор, психолог и родител? Ова не е мој домен. Да, за програмерски јазик кај дете, ако се мисли што да учи, вака јас мора да кажам дека нашите курсеви обуки, ние им дадовме едно интересно име, не знам дали Бојана сигурно знае, дека се вика Програмиграм. Со некоја намера, како игра на зборови, зашто кога ќе се каже програмирање, и дете од 8 години изгледа страшно. Мисля некоја сериозна активност што би требало да ја прави дете. И од тука испадна тој избор програмиграм. Значи програмирам, ама и си играм. Па не знам, јас за деца би препорачала од 8 години па до 11 да се започне баш со Scratch. Зашто тоа е програмски јазик кој што од една страна е визуелен, се работи со блокови кои што се влечат, се составуваат, не мора детето да пишува текст наредби, текстуални наредби, а од друга страна па дозволува доста креативност, зашто имате тука сликички карактери кои што се движат, па прават нешто, се анимираат. Така да речам, излезниот резултат изгледа многу интересно, како некоја игра, како некој видео. А од друга страна па се учи. Преку игра некако се учат кои се тие концепти во програмирањето, се учат дури некои математички операции, еве да споменам, некои математички поими. Од друга страна пак може таму да цртаат децата. Тука се развива на чувството за дизајн, цртање. Прават проекти, зашто размислуваат што би требало да се состои проектот. Исто така наоѓаат грешки во проекти, значи се развива тука логичко размислување. Што е грешката, па ајде како да ја најдам грешката, разглобувам нешто за да ја пронајдам. И мислам ова е дури затоа не знам, милиони корисници го работат и е општо прифатен. Вака низ цел свет се користи како за едукација на деца, и тоа формална и неформална. Тоа би го ставила на почеток за секое дете. А понатаму може детето да се насочи, ако го интересира повеќе програмирање како програмирање. Значи тоа би одело со некој програмски јазик како Python. Ете, Python го спомнувам зашто ние го имаме како обука од таа страна. Од друга страна, па ако видите дека детето тука го интересира повеќе онај, како да кажам, предниот дел, нешто да се креира, да изгледа убаво, тука може да се оди со креирање на веб страни, некои такви, да се насочи кон таа насока. Па некои деца се заинтересирани за видео правење, за дизајн некои сакат. Така да тука не би зборала за програмски јазик, туку кон изучување на кои компјутерски вештини повеќе би продолжило детето. Според афинитетите, предпоставувам. Да, афинитети, зашто кај 8 годишно детете, 9 годишно не можеш да кажеш
афинитет кон тоа и тоа има во однос на работа со компјутери или дигитални вештини. Меѓутоа убаво е вака да се запознае со се по нешто, па потоа да се види и самото тоа ќе си ги најде своите интереси кон што би се насочило. Не знам, јас вебе ви препорачувам, ние јутре исто така ќе имаме еден вебинар Edufront и тука ќе бидат и присутни нашите предавачи. Јас да речам сум тука како доаѓам како основач, како менаџер на Edufront, меѓутоа ќе може да поразговарате многу подетално со нив, зашто тие се професионалци во својата работа и може баш за дете кое што е веќе поголемо, над 11 години, 12, ќе може да ви кажат што е тоа одлучно, што треба да го препознаете кај детето, за да знае што би продолжил понатаму да изучува. Супер. Фала ти многу, Горди. Имаме уште едно прашање. Дали може да предложите неколку начини за изучување на нешто што наведоме потешко? Како да се мотивира да се задржи фокусот на детето на нешто што на него му е потешко? Нешто што му е потешко. Бојана, имаш идеја? Малку куче, што да. Како? Прво родителите имаат не толку многу високи очекувања, кога веќе сме свесни дека детето учи нешто што е ново и нешто кога гледаме дека материјата или материјалот на детето му е потешка, тогаш родителите треба прво да ги намалат своите очекувања, дека не мора се веднаш да се свати. Убаво е да покажат разбирање кон детето и емпатија, да речеме со употреба на зборови, и мене ми беше тешко, и мене потешко ми беше кога јас ова го учев. Знам дека ќе ти треба повеќе време или гледам дека ти треба повеќе време, но јас сум тука, можеш да ме прашаш во било кое време ако нешто ти е нејасно. Те разбирам, гледам дека можеби материјалот ти е потежок, ама тоа не значи дека нема да се научи. Идејата е да не му даваме рокови на детето, затоа што ако имаме дете кое што да речеме се учи и се изучува одредена материја. Може одредена материја да му биде потешка затоа што нема афинитет кон истата, да речеме странски јазик или да речеме математика, пример, или од друга страна или нема афинитет или можеби капацитетот не е толку развиен. Развојно детето можеби се уште не го има достигнато тој момент за да ги разбира тие работи кои што се изучуваат. Сега што се случува? Кога детето не може тоа да го постигне, почнува да се фрустрира, особено ако во делението, да речеме, или децата со кои што се дружи веќе тоа го постигнуваат. Или ако имаме сега во овој случај со онлайн учење родител кој што кажува ова е лесно, како не можеш ова да го разбереш? Одземање 10 минус 8, како не можеш ова да разбереш дека е не знам толку и толку. Идејата е дека ако имаме родител кој што поставува уште поголеми барања со дете кое што веќе фрустрирано, правиме уште поголема верзија и негативен став спрема материјата која што се учи и отпор. И потоа многу е веројатно дека немаме дете кое што само потешко разбира, туку и дете кое што не се наети можеби во однос на учењето на истата материја. Така да повеќе би кажала, намалете очекувања, не значи дека вие не треба да имате очекувања за детето, туку бидете реални, следете ги неговите разбирања, неговите капацитети. Покажете разбирање дека во ред и да не се разбере одеднаш, дека вие сте тука да можеби му помогнете, дека во било кој момент може да ве праша или ако не така сега можеби да разговара или да решава задачи или било што да ја пишува домашната, дека тоа можете да го направите подоцна. И кога гледаме дека дете се мачи со одредена материја или со одреден материјал, убаво е да го ведеме и во други наши сегменти од наше секојдневие дел од материјалот. Да речеме, ако дете има проблем со собирање и математика, секогаш можеме да имаме активност да играме карти, сите заедно, семејно, нели, и да вклучиме собирање, одземање и така натаму и така натаму. Или ако дете има проблем можеби со македонски јазик или со читање на лектири, секогаш можеме да најдеме приказната на интернет или некој кај што ја чита веќе или кај што ја раскажува, па да детето можеби слуша. Така да, или ако детето има проблем јас памтам кога бев мала, имав проблем со прераскажување. Не можев да го сватам концептот да јас нешто прераскажам, нешто што веќе се случило, да речеме макар и да е тоа лектира. И памтам дека мајка ми мене ми пушташе приказни да јас ги слушам и ќе ме прашуваше цело време што се случи, што направија, што кажа и мене спонтано ми дојде
она прераскажување на нешто кое што веќе изминало. Така да тоа се некои техники за помали деца кои што можете да ги практикувате. Генерално покажете разбирање и вашите очекувања приспитете ги, дали можеби се премногу високи ако земеме во предвид и материјата и возраста на моето дете. Благодарам, Бојана, за исцрпниот одговор и совет. Дали имате нешто за крај да кажете? Ние сме доста германски точни. Па, не знам од ова сето генерално, мислам дека испаѓа дека мора да имаме соработка, поддршка, едни со други да се поддржуваме, родители, со наставници и деца, зашто една е целта на сите нас, значи да имаме успешна настава и да го извлечеме најдоброто од сето ова. И мислам дека на крајва не треба да се плашиме дека децата не се спремни за онлайн едукација, туку едноставно зашто децата го чувствуваат нашиот страв, може ние некогаш несвесни го кажуваме тоа и после кај нив тоа се манифестира. Едноставно цело време да даваме поддршка, да веруваме дека се ќе биде добро и да се насочиме кон тоа. Да, апсолутно си во право дека стравот децата го чувствуваат, така да јас би била кратка тука затоа што мислам дека многу кажавме. Мислам дека имаш уште една важна работа која што треба да ја напоменеш сега при самиот крај, па на тебе ќе ти остапам таа минута-две време. Она кое што сакав исто да го кажам како за крај дека во рета да бидеме уплашени и ние, односно затоа што не знаеме што не очекува, во рета да бидат уплашени децата, во рета да нас не треба време да се адаптираме, затоа што сега немаме дете кое што го испраќаме во школа, туку имаме дете кое што го испраќаме во дневна, за да оди во училница во школа. Ќе треба поинаква организација во наше секојдневие и сето тоа бара одредено време за да ние се навикнеме и ние се адаптираме, така да треба да си дадеме простор и за нас, треба да дадеме простор и за наставниците и за децата. Сите сме во исти круг, во иста каша и наместо да ние посочуваме виновни, убаво е да покажеме разбирање за сите. Така да тоа би било она кое што би сакала да го завршам, затоа што мислам дека се друго што би кажала само би се повторила. Да, мислам така нас не поведе денес и ситуацијата и во државава и со родителите и со децата. Ама мислам сепак убава си направивме една дискусија. Значи сега вака значи јас уште еднаш еве сите што не следат да ги поканам на нашиот утрешен вебинар, каде што поконкретно еве повеќе време ќе се задржиме на кои обуки ние ги нудиме ова учебна година и на кои сите се тие онлайн обуки. Тоа сега морам да потенцирам, значи нашава учебна година ќе биде онлайн, ние викаме во некоја виртуелна учебница. Инаку сега решивме значи на овој вебинар, како што кажав, од сите оние кои што оставија своји мејлови дека се заинтересирани да своето дете, јасно, да го запишат на програмирам во Scratch, ќе доделиме 4 ваучери од по 2000 денари, во случај да се изврши упис на обуката. Сега тука изборот, мислам дека би одел, да видам техничката поддршка. Ете ја тркалото Wheel of Names. Океј. Значи, сега да видиме, може? Значи, Тања Стрелска-Урмовска, добро. Александра Петревски.
Михайловска. Марија Михајлова. Океј, значи на сите вас ќе ве контактираме по мејл. И понатаму нели ќе се договориме за вашите уписи. Честито до сите што си добија ваучер, се надевам и ќе го искористат и децата наместо конзумири ќе почнат да бидат и креатори. Се надевам јас така. Вака, јас мислам, ми беше многу интересно, Бојана, вака ти благодарам за тоа што прифати да направиме еден ваков вебинар. Па може ќе направиме уште еден последен месец да видиме како сите сме се снашле со промените овој месец. Вебинар број 2. Вебинар број 2. Да, онлайн настава. А како сте сега? Да. Добро. Ако ти си расположена, слободно кажи само и организираме. Не е проблем. Баш ми беше драго и уште еднаш благодарам за поканата. Баш ми беше пријатно. Исто и мене, супер, јас научив многу совети од тебе. И јас од тебе. Супер. Тука може да привршуваме. Имајте пријатна ноќ. Благодарам Бојана, благодарам Лурда, благодарам на сите учесници до сега за активноста и за сите прашања. Се надам одговоривме на повеќето прашања, за останатите, како што спомнавме, причина плюс за втор вебинар. Поздрав до сите. Поздрав до сите. Поздрав.